Ти личам на некога? На слика од сликовница. Си ја читала ли Снежана и седумте џуџиња? Да, сум ја читал. А знаеш да ја раскажеш? Па, никогаш не сум пробал. Ке ми помогнете ли да ја раскажем приказната за Снежана и седумте џуџиња? Може. Почнуваме? Да. Еднаш, многу одамна, среде зима, една кралица си седела покрај прозорецот и гледала како паѓаат снегулки, бели и меки како пердуви. Кралицата посакала да роди девојче, бело како снег, со румени обравчиња и со црна коса нежна како свила. Наскоро, желбата ѝ се исполнила. Кралицата родила преубаво бебе. Го крстила Снежана, зашто било како снегот, бело, нежно. Но, за жал, кралицата набргу умрела. Кралот, не можејќи сам да се грижи за керкичката, решил да земе друга жена. И земал убава жена, но била со студено срце. Не знаела да сака, била лоша жена. Лошата Макија воопшто не се грижела за малата Снежана. По цели денови само се гледала во нејзиното волшебно огледало. Огледалото можело да зборува и тоа зборувало само вистина, не знаело да лаже. Така, секогаш кога лошата кралица ке го прашала: Огледалце, огледалце мое, кажи ми на светов најубав кој е? волшебното огледало одговарало: Вие сте најубава кралица на целиот свет. овој одговор ја правил среќна кралицата, зашто не можела да поднесе некој да е поубав од неа. А Снежана растела. Деновите ги минувала мирно, најчесто во кралската градина. Се дружела со птиците, верверичките и зајачињата, уживала во миризливите цвеќиња. Во сенките на раскошните дрвја читала поучни приказни. Од ден на ден Снежана станувала се поумна, се помила, но и се поубава девојка. Еден ден, како и секој друг ден, кралицата го прашала огледалото: Огледалце, огледалце мое, кажи ми на светов најубав кој е? Вие сте многу убава кралица, но Снежана е поубава. Таа е најубавата на светот. Кралицата збеснала, позеленела од завист. Од тој ден, секогаш кога ќе ја видела Снежана, срцето и застанувало од бес и омраза. Не може! Се ќе направам јас да бидам најубава на светот. Веднаш го викнала кралскиот ловец и му наредила: Ке ја однесеш Снежана во шумата и ке ја убиеш. Ме разбра? Или да ти повторам? Ве разбрав, кралице, и одговорил ловецот, а всушност ништо не му било јасно. Зошто да убие убава, мила девојка, која никому не му направила ништо лошо? Немал срце да го направи тоа, па кога со Снежана биле длабоко во шумата и рекол: Кралицата, твојата Макија, сака да те убие. Не смееш да и се појавиш пред очи. Бегај што подалеку и да не си помислила да се вратиш во дворецот. На Снежана не и се верувало колку е зла кралицата. Му се заблагодарила на ловецот и почнала да трча.
Не знаела каде ќе ја одведе шумската патека. Без да земе здив, трчала Снежана, трчала и... Во еден момент пред неа се појавила мала кукичка. Вратата била подотворена, па влегла внатре и видела невообичаена гледка. Во кукичката се било малечко. Имало 7 креветчиња, 7 столчиња и 7 чини. И една мала масичка. Снежана била многу гладна и преморена. Од секоја чинија земала помалку зеленчук, а потоа си легнала во едно од 7 креветчиња. Кога се стемнило, во кукичката си дошле 7 џуџиња. Тоа бил нивен дом. Првото џуџе рекло: кој седел на моето столче? Второто: кој јадел од мојата чинија? Третото: кој кршел од мојот леп? Четвртото: кој ми зел од зеленчукот? Петтото: кој јадел со моето вилувче? Шестото: кој сечел со моето ноже? Седмото: кој пиел од мојата чаша? А кога ја виделе Снежана како спие во едно од креветчињата, гласно извикале: ау, ај! Снежана ги отворила очите. Кој сте вие? Која си ти? Што бараш во нашата кукичка? Зачудено ја прашале 7 џуџиња. Снежана им раскажала што и се случило и како стигнала кај нив, а џуџињата, откако внимателно ја слушнале нејзината приказна, и се представиле. Имале чудни и интересни имиња: Смешко, Лутко, Спанко, Срамежливко, Кијавко, Глупчо и Учо. Најумниот од нив, Учо, и предложил на Снежана: остани да живееш со нас. Нашата кукичка ќе биде и твој дом. Ќе ни помогнеш да ни биде чисто и средено, ќе ни готвиш вкусни јадења. Така и било. Снежана останала во шумата, во малата кукичка, кај 7 џуџиња. И се ќе било добро. Но еден ден кралицата го прашала волшебното огледало кој е најубав на светот, а тоа ја кажало вистината: вие сте многу убава, кралице, но Снежана е поубава. Снежана е најубава на светот. Таа живее во шумата кај 7 џуџиња. Кралицата се избезумила, полудела од нервоза, направила страшен план. Се преправила во стара продавачка, ставила отров во едно јаболко и отишла до куќата на 7 џуџиња. Снежана не ја препознала и ја отворила вратата. Купи си, девојче, од овие јаболка. Вкусни се и здрави, убаво ке те освежат, рекла кралицата. Снежана го зела отровното јаболко, го гризнала и паднала на подот. Конечно, збогум, Снежана, извикала лошата кралица, злобно се искикотила, како вештерка и заминала. Вечерта, џуџињата се вратиле од работа и кога ја виделе Снежана како лежи на подот, занемеле. Не можеле да й помогнат, па тажни, скршени од тага, плачеле. Токму тогаш и токму таму поминувал еден принц. Го слушнал плачењето и тагувањето на џуџињата, па
влегол во кукичката и не му се верувало што гледа. Никогаш во животот не видел толку убава девојка. Не можел да се воздржи, ја кренал во раце Снежана и кога посакал да го допре незиното преубаво лице, се случило чудо. Снежана се искашлала, од незиното грло излегол залакот отровно јаболко. Снежана ги отворила очите, џуџињата воскликнале: "Жива е, жива е!" "Каде сум? Што се случи? Кој си ти?" збунета прашувала Снежана. Принцот заљубено ја гледал преубавата девојка и со топол, грижлив глас и рекол: "Сега се е во ред. Се ќе биде добро. Те молам, дојди во мојот дворец и биди ми жена. Биди моја кралица." Потоа Принцот и Снежана направиле голема свадба. Главни гости и највесели им биле 7 џуџиња. кога волшебното огледало и кажало на лошата кралица дека сепак Снежана е најубавата на светот, злобницата пукнала од мака. А принцот и Снежана живееле долго и среќно. Цел живот најдобри пријатели им биле 7 џуџиња. Лајк. Огледалце, те молам, кажи ми, кој е најубав на светот, дали знаеш ти?